За се.мк се наоѓа кај Иван Исцелител, кој во последно време стана многу популарен по македонските телевизии и сајтови. Дојдовме тука да видиме што навистина се крие за таа приказна. Здраво, Иван. Добар ден, благодариме што ме посетивте. Би сакале за почеток да ни кажете кој е Иван? Која е неговата професија? Па Иван е обичен човек, како и сите други луѓе што се на овој свет, само Иван се разликува од останатите луѓе што работи Божја работа. Значи јас сум обичен човек со Божја работа, со дух им помагам на луѓето. Како и кога почнавте да се занимавате со ова? Уште од мало дете јас не знаев за оваа работа што ја работам, со поглед помрднува предмети, прозори, врати и така натаму, тогаш бев исплашен, оти баба ми раскажува за вампири, за духови, за такви работи. Потоа моите ме убедуваа дека не постојат такви работи, дека тоа е фантазија и така натаму. И потоа кога порасна малку поголем, значи почнав сватив дека јас го тоа правам. Прв мој пациент беше мојата баба, таа има паднато, има шинато десната рака и таа не веруваше во оваа работа. Јас и велев дај бабо да те фатам за раката и ја фати и од тогаш на баба и помина рака и таа има раскажувана на комши на пријатели и од тогаш многу луѓе ми имат посетено и имаат многу видено добро од таа работа. Какви маки можат се да се обратат луѓето кај вас? Па луѓето за се доаѓаат кај мене, од најтешки до најлесни заболувања или проблеми или животни што имат, но најчесто доаѓаат пациенти што медицината дигнала раце, значи се обратуваат на последна шанса име кај мене, тие најчесто доаѓаат со тешки заболувања кај мене. Која ви е специјалноста? Па јас ги работам сите проблеми што ги имаат луѓето, колку е во моја можност и колку може јас да им помогнам, значи толку јас не сум Бог или се можен да сум, значи јас сум човек што работам Божја работа, што е до мене помагам, што не е, значи што можам, што не можам, не можам. Добивате ли повратни информации од пациентите колку се тие задоволни од вашата услуга? Па видите вака кај мене како оди работа. Например, човек одел на лекар, му дале диагноза дека си има некој болест, тој доаѓа кај мене, слушнал од луѓе, од комши, од пријатели, од телевизија, доаѓа, правиме тука 3 третмани, без пари се третмани, потоа пак оди на истиот лекар, се снима, се проверува, потоа лекарот и пациентот ја констатираат вистинската состојба дека пациентот е оздравен и тој доаѓа за да се заблагодари или да се захвали така натаму. Најчесто луѓето се заблагодаруваат, вели фала ми помогна и така натаму, и знаеме сега е без парица и немаат луѓето ни за поклон ни за такви работи. Ви оставаат нешто? Па зависи луѓето кој колку има и колку може. Јас без пари, значи не им барам на никој ништо. Луѓето 5-10 денари кој како има, знаете сега без парица, бабички стари вели кога ќе земам пензија синко ќе те почестам и така натаму. Како имате одговор за се? Па јас се трудам колку може да им помогнам, но луѓето зошто го имаме одговор за се? Оти ние работиме 30 години, јас сум млад човек, 30 години се бавам со оваа проблематика, над 150 милиона народ има дојдено од целиот свет тука и луѓето доаѓаат со секакви маки, со секакви проблеми. И ако ја работите оваа работа, може да ги научите сите проблеми што ги имаат луѓето. Оти некои луѓе на пример гледаат телевизија или работат некој механичар или да кажеме студент, тој не е запознаен со проблемите на луѓе. Но јас секојдневно се среќам со вакви проблеми и затоа го имаме одговорот на секое прашање. Зашто луѓето што ги поставуваат тие прашања, ние веќе сме имале таков проблем и сме го решавали, затоа имаме одговор за тој проблем и таа мака. Така, бидејќи навистина е фасцинантно на телевизија кога гледаме и кога имате одговор навистина на секое прашање. Па мора да им дадеме, затоа е емисијата по барање на гледачите и телевизија Крт на град Скопје им стои на располагање на гледачите и затоа правиме таа емисија за да им објасниме на луѓето како што и нели затоа е емисијата да им се објасни. Некои луѓе мислат дека се болни, а се здрави и така. Дали навистина правите телекинеза? Па ако правиме тоа, само тоа треба во поспецијални услови да се направи таква работа. Инаку ние се концентрираме повеќе на болестите. Оти луѓето тоа не ги толку интересира, на пример тие како што ги викаат, нели да летат, да работи така натаму. Луѓето доаѓаат овде од мака и сериозно доаѓаат, ја сваќаат сериозно оваа работа и затоа доаѓаат и ние сериозно имаме пристап спрема оваа работа. Дали би можеле да ни покажете? Па сега во моментот баш не можеме, оти треба нели тоа малку просторија че ни треба и така за да го тоа направиме. Треба да сме спремни. Оти сега во моментот не викнат и дојдеме и така.